Отвараме и оваа тема во денешното издание на Македонија наутро. Наредниве минути фокусот го ставаме на големиот настан кој што го организира јавното предпријатие Лајка утре во градскиот парк. Станува збор за еднодневен фестивал кој што е посветен и на вдомувањето, но и на хуманиот третман и одговорното собствеништво. Што ќе се случува на Вдоми Љубов фест? Дознаваме од нашите соговорнички. Велам добро утро за Има Тодоровска и Елена Пипунска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде да започнеме прво со деталите, но пред да ни кажете како е организирано, до каде ни се подготовките, ситно броиме, утре почнува се. Пред крај, да. Ептен ситно броиме. Можам да кажам дека баш деталите веќе се заокружуваат и се финализираат, така што се спремаме и баш сме возбудени за во сабота. Модна ревија, наградни игри, покажи што знаеш, тренинг и совети од дресар се само дел од утрешните настани. Кога го ја разгледував агендата, навистина се израдував вчера, многу интересно е направена и креативност и која чест девојки. Како ќе биде организиран денот? Така. Прво да дајме фокус само на локацијата, бидејќи е важно да не најдат тие кои што сакаат да дојдат. Значи ќе бидеме во градскиот парк, во првиот дел на паркот, значи кај оние 8 чешмички што се. Таму ќе бидеме спремни и подготвени да започнеме со модна ревија. Значи, кучињата ќе продефилираат и ќе бидат дотерани од Ирина Тошева, која што пак прави соработка со жените од КПУ Идризово. Така што тие рачно ги шијат и ги везат марамите кои што ќе ги носат. Дел од кучињата ќе бидат дотерани, дел ќе носат важни пораки кои што сакаме општеството и граѓаните да ги прочитаат и да одзвонуваат во нас за промените кои што е важно да ги направиме. По модната ревија, значи ќе имаме две игри, како што спомна, покажи што знаеш, каде што пријавените ќе имаат можност да покажат интересни трикови, а додека пак во втората игра на идеја на градата, во хартиени топки ќе имаат можност да го тестираат брзото носе на милениците и кој ќе биде најбрз во пронаоѓањето на наградата ќе добија награди. Сите пријавени всушност ќе имаат награди, меѓутоа победниците ќе имаат баш онака вредностни награди. Гледаме во момента фотографии од миленици, засега ги видовме Понго, Филип и Тајсон, ми се чини. И еве го и Жика, кои што чекаат вдомување, кои што се надевам искрено дека утре ќе го најдат својот нов сопственик. Колку кучиња може да бидат вдомени утре? Колку ги има на листата? Имате ли таква некоја листа направено со кучиња кои што би можеле да најдат сопственик? Во Лајка, со оглед на тоа дека капацитетот е постојано полн, односно секојдневно кучиња стигаат со цел да го поминат хуманиот третман, веќе во момент кога веќе има одредена бројка на кучиња, значи ако граѓаните сакаат да вдомат, имаме доволно спремни кучиња за вдомување, имајќи ја во предвид и состојбата на бројот на улична популација, верувам дека има куче за секој кој сака да вдоми. Може да ги гледаме фотографиите, колеги, па може би додека разговараме никој ќе го избере својот миленик. Има ли интерес, Елена, за вдомување на животни? Споминавте, листата е голема, но каков е интересот од граѓаните? Во изминатиот период, односно во последните 2 години, колку што јас сум вработена во Лајка, во просек вдомуваме куче дневно. Тоа е голем напредок во однос на порано, меѓутоа можеби не во толков обем како што ние би посакале. Се уште има многу луѓе кои се одлучуваат да купат наместо да вдомат куче, се уште има луѓе кои имаат одредени предрасуди спрема уличните животни. Се уште се соочуваме со едни такви навики, меѓутоа среќна сум што полека свеста се менува. Зошто е тоа така? Дали предрасудите се само во однос на тоа дали кучето е расно или не, или можеби се однесуваат на болести или слично поврзани со кучињата? Во каква состојба конкретно вие им го давате миленикот на оние кои што сакаат да го вдомат? Веројатно се работи за двата сегменти. Постои уште кај луѓето некоја потреба да истакнат дека имаат расно куче. А од друга страна, можеби се плашат за да вдомат куче, имајќи го во
предвид дека потекнува од улица, имајќи можеби се малце со некој сомнителен однос спрема нивниот здравствен статус, меѓутоа што се однесува до нас, ние се навистина се трудиме куќето да биде прегледано, да биде здравствено проверено, да се исполнете сите законски процедури кои треба да се направат врз единка при хуманиот третман, односно при неговиот престој во лајка, така да ве уверувам дека во најголем дел нормално не можеме да предвидиме, се работи за огромен број на единки, се работи за куќиња на кои не им го знаеме здравствениот статус, не им го знаеме потеклото, меѓутоа во најголемиот дел во лајка може да вдомат комплетно здрав, проверен миленик, а секако доколку има и некој проблем, ние сме тука за сите наши куќиња. Следно прашање ми е во контекст на следната тема која што сакам да ја отвориме. Дали само вас ве прашуваат кога доаѓаат да вдомат миленик или можеби и вие ги прашувате граѓаните нешто? На што треба тие да бидат подготвени како идни сопственици за да може да го земат куќето? Барате ли вие нешто од нив? Да, при самото доаѓање во лајка, односно при остварување на таа така наречена прва средба за вдомување, имаме формулар со прашалник, каде што прашуваме за одредени околности на вдомувачот. Нормално во разговор може да споделиме информации за куќето, може да не прашаат што сакаат, ние можеме да ги прашаме за било што не интересира во насока на тоа да се увериме дека навистина се подобни и дека ќе се грижат за куќето. Зошто го прашувам ова, бидејќи одговорното сопствеништво е нешто што е стручено и во Законот за заштита и благосостојба на животните, нешто што за жал се уште го учиме по пат, тоа го видовме и на социјалните мрежи изминативе денови, каде што сопственици на расно куќе предизвика сериозна опасност не само по животот на еден миленик кој што слушам дека е во многу лоша состојба и нема надеж за него, но и по дете кое што го повредија. И како сега? За жал, неодговорното сопствеништво е тема број 1 кога станува збор за проблемот со уличната популација на куќиња. Меѓутоа е проблем кој, за жал, освен ние, никој друг не го акцентира, дури сметам дека и од страна на другите надлежни институции е маргинализиран. Многу сопственички куќиња престојуваат на јавен простор без присуство на сопственик, многу се водат без поводник, без контрола, многу од куќињата се репродуктивно способни додека престојуваат на јавен простор, од тука произлегуваат легла. Така всушност и настанува уличната популација, така всушност и се зголемува уличната популација. Значи, ние многу пати потенцираме, изворот на проблемот е токму неодговорното сопствеништво кое за жал во моментот никој не го контролира. Имаме за жал целосно отсуство на инспекцијски надзор. Има во каква состојба се и Понго, и Јања, и Филип, и Тајсон кои што се подготвени за вдомување? Се спремаат, мислам дека ќе уживаат во целиот настан. Ќе се дружат со сите присутни, мислам дека ќе има околу 20 на куќиња присутни на настанот, така што сигурна сум дека ќе биде одлично искуство и за нив. Мислам дека уживаат во груминг третманите што ги добиваат сега за да бидат убави, нели? За да бидат дотерани и за да си го доживеат својот момент таму на вдомељубов фест. Во колку часот почнува се? Во 11 часот, ќе трае до 14 часот. Така што ги очекуваме сите кои што сакаат да се дружат, кои што имаат миленици, кои што се љубители на животни и можеби кои што размислуваат за вдомување на миленик. Дури оние кои што можеби размислуваат за второ милениче, нели? Поканети се сите со своите домашни миленици. Ние се гледаме, дами мои, во градскиот парк. Ви благодарам и за активизмот и за сето оно што го правите. Јас се надевам дека сите овие фотографии кои ги видовме од куќињата кои што се подготвени за вдомување, од утре ќе ги видиме и со своите сопственици. Се надеваме ние. Благодариме.